Добро вечер. На 132 годишнината од основањето на Македонскиот револуционерен комитет во Солун, Македонија слави како ден на македонската револуционерна борба. Цела една низа на револуционери, подготвени и животот да го дадат за својата идеја за сопствена самостојна држава. Или некаде таму на почетокот 1893 година идејата за самостојна Македонија без помош од надвор, цел која подразбирала и дека животот може да се даде за таа идеја. Еден век, без малку еден век подоцна, Македонија потврди својата самостојност. Прославата денеска во центарот на Скопје, во лажниот сјај на златните ложи на Македонскиот народен театар, всушност беше едно скромно потфрлање во одбележувањето на значењето на плејадата кои себе си се запишаа како колоси или како вистински корифеи на идејата колку е важна цената која што може да се плати за сопствената држава. Кои сме ние денес? Тие што влегоа денеска во Македонскиот народен театар и многу кои останаа надвор непоканети на таа прослава, а себе си се нарекуваат политичка елита, повеќе можеме да ги опишеме како рој од политички скакулци кои на денот на прославата на македонската револуционерна борба требаше да одговорат дали се подготвени, умеат ли и сакаат ли воопшто во 21 век тој епицентар на Скопје и на државата да го спасат од наезда на глодари. Не сум прочитала дека политички скакулци можат да се справат со предизвици за кои што веројатно е за рубриката да се верува или не. Сметот натрупан во Скопје, претходно палежите во Вардариште, само покажуваат дека ние безмалку забораваме на приоритетите дека да се има држава не значи да ја околчите територијата. Да се има држава, да се чува, одржува и да се обезбедат незините перспективи во 21 век, бара и мудрост, и компромис, и приоритети, и пред се малку подобар договор околу скромните пари и ресурси што ги имаме, како тоа да го изведеме во околности во кои што светот се движи по некакви други патеки, а ние според одредени истражувања длабоко каскаме по најважните параметри кои треба да покажат дека тој чекор можеме да го фатиме. Ке испаднеле на голема калварија дека ѓубрето во Скопје беше политичко ѓубре. Ке видиме и одговори во вториот круг на овие избори. Денове гледаме неверојатна кампања во која секој смета дека е повикан да го собере сметот. Така не мислел пред еден месец. Така не мислеле во многу други ситуации кога многу темпирани бомби се палеа низ Скопје, кога луѓето буквално беа на предизвик како да ги спасат основните одговори за сопствениот живот. Токсично, токсично и многу токсично. Вечерва ќе зборуваме за парите кои исто така фаќаат некакви своји токсични патишта. Дали се повторуваме постојано во истите прашања кога доаѓа на ред расправата за новниот буџет? Ни станува се потешко да ги дадеме одговорите, а зошто овој претходниот беше така лошо планиран. И така години кои поминуваат и кои на крајот покажуваат дека нашиот буџет се повеќе личи како одговор на неодговорни луѓе кои можат да ги соберат јавните пари за да задоволат потреби на обичен дигестивен тубус. Кој може да биде исчекорот, што грешиме и што се клучните приоритети, вечерва разговарам со професор доктор Банчо Узунов. Добро вечер, професоре. Добро вечер. И Виктор Митевски од организацијата Змај. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Вечерва ќе користиме дел од податоците кои споредбено се опидуваат да покажат каде сме, кои се дел од едно истражување на тоа како стојат земјите од Западен Балкан визави некаквите европски стандарди. Нималку не е розово, но не е некаква нова вест, но има доволно елементи од кои можеме да исчитаме како тоа кога се претвара во пари и приоритети би требало да ја смени целата приказна, особено околу приказната за нашите капитални инвестиции. Прва пауза за реклами, па тргнуваме со емисијата.
Да. Професор Озунов, ја знаеме сметката за изборите, го чекаме финалето заклучно со вториот изборен круг. Звучи како прилично скап ритуал, ако во основа не ги дава одговорите на најважните прашања, зошто некого бираме, да речеме, ако ви е најважно логото, а не додека да стигнете до гласачкото место, ќе поминете низ купишта ѓубре и вашиот одговор на изборите не е некако соодветен со тоа што го живеете, веројатно заслужувате и политичката казна која се нарекува создавањето перцепција е крал на политиката и тоа се тој тип на игри. Веднаш после изборите, според обврските и календарот, Министерството за финансии ќе мора да помине на влада нов буџет. Да. Некои точките ги знаеме, 950 милиони ќе биде новата евроврзница која ќе влезе во тој блок на ново задолжување. И сега некако старите приказни кои се потивке, кои беа шума од гласови кои требаше да ја разубават целата приказна во првото полугодие на оваа фискална година, а тоа беа новите брзи пруги, новите кредити, со неподностива леснотија се префрливме на милиарди. Кога заклучно со 21 октомври, барем на страницата на Министерството за финансии, ќе го видите податокот дека реализацијата на капиталните инвестиции е околу 45%. И ако ја видиме динамиката дека на крајот на мај тие беа околу 23%, изгледа логично 5 плюс 5 месеци дека тоа е процентот, да се предвидува дека до крајот на годината тоа нема да биде, ќе биде приближно околу 70%. Дали сте вие меѓу оние како и препораките на Фискалниот совет дека ако сакаме и ментален пресврт со околу математиките, првиот чекор на оваа министерка за финансии би требало да биде нема прераспределба и дека барем може да не спасат од 2 до 3 аукции на хартии од вредност од Министерството за финансии, затоа што инаку нема логика да се задржите во истиот буџетски дефицит ако овдека имате ваква слаба реализација. Интересни прашања, ама и одговорот на сите тие прашања е одамна познат кај нас и сме го кажале многу пати, очигледно останува да го кажеме уште еднаш. Секогаш буџетот, Виктор знае по-конкретно од мене, секогаш се планира, кога се носи, пред да се донесе, надуено. Особено со капитални инвестиции. Многу, затоа што тоа овозможува повисока стапка да се предвиди, повисока стапка на раст и од обратна страна висока стапка на раст оправдува повисок буџет, поголем дефицит, повеќе барина за трошење. Тоа е секогаш приносењето на буџетот. Кога ќе дојде до реализација на буџетот, приказката со години се враќа назад на истата тема. Немаме остварување кај капиталните инвестиции. Тука е секогаш потврдување, а се остварени во делот на плати и тие тековни трошоци. И ние на крај завршуваме годината онака како што и де факто би ја завршили и да немало влада. То тие неколку 1 до 2% стапка на раст, тоа е нешто што економијата расте сама по себе. Тој е потенцијал кој што под тој за да падне треба да има не дај Боже војна или елементарна непогода. Но немаме никаква добра свесна политика што би го покачила стапката на раст. Уште помалку имаме реформи кои што ќе значат на долг рок одржлив раст, повисок раст, подобра благосостојба и така натаму. И оваа влада, јас сеќам дека зборов на почетокот дека не имам никакви очекувања од неа, еве пројде година и пол колку е, овие избори очигледно ги добиваат, меѓутоа фактот е ништо особено не покажува влада како капацитет за справување со економија. Као развој на економијата или уопште променување на државата. Они си владеат, ситуацијата си оди така како што би била и кога би немале влада. И секој се снаоѓа за себе како може и не може. Дека ќе има некој прогрес, шанси нема. Министерката сега би требала да направи неколку од овие потези што ги кажавте вие, меѓутоа нема да направи ниеден. Ниеден од тие, она ќе си пречути, што ќе донесе одлука на влада, што ќе рече, тоа ќе биде и буџетот повторно ќе си биде затворен, на крај ќе биде или ќе биде престанка делот што го остваривме е супер, тоа што не го остваривме е крив некој друг.
100%, тоа е Пак приказката. некое ладно време во ноември дошло, не немаше да се работи. зборот, најбитна била перцепцијата, а не остварувањето. Очигледно е перцепција. Еве продолжуваме со тоа на самит во Лондон, Берлински самит. Премиерот ни вика дека ќе донел милиарди. Берлински самит не е уопште за тоа. Берлински процес не е уопште за тоа. Туку е за регионална интеграција и реформи во домашната економија. Какви милиарди од САД за намеско производство? Меѓутоа, таа приказка не е доволна. Добро, рече дека на маргините сега, ако сте за едно дојдене на маргините, успевате да добиете една милиарда. Ама чувме што било на маргините, не чувме што било во центарот на настанот. Значи, перцепцијата била да донесовме пари. Од слушање од кога оваа влада на власт, колку пари се донесени, ние требаше од сега да бидеме сите многу побогати. Не, дупло, ама едно 20-30% побогати од пред година и пол. Кој е таков, не знам, ама гледам дека грото население да е среќно да не е посиромашно. Така што... Виктор, доаѓаат така наречени лоши години кои во темпото за враќање една по друга, почнувајќи од следната година, значат обврска за враќање од 1,9 милиарди. Тоа се замените еврообврзници 20, 21 и 23 година. Се навикнавме нив да ги третираме како математика, доаѓа главницата за враќање, но и релативно малку разговор за тоа. Добро, чекайте да се вратиме на овие милиарди што ги позајмувавме, кои во меѓувреме го зида нашиот секоја година каматен долг, освен главниците, затоа што некои беа прилично неповолни и така натаму. Ние не разговараме за темата, за што ги потрошивме овие пари, за сега да бидеме сигурни дека кога ќе најдеме пари да ги вратиме и ќе земеме плюс уште нешто друго за буџетска поддршка, како што ќе биде таа за следната година, бидејќи треба да се вратат 700 милиони, ќе се задолжиме за 950 милиони. Визуили во ушите таа формула која не ја измислила оваа министерка сега, кога сака да ни ја представат големината на буџетскиот дефицит, најчесто ни велат, ама тоа е изразен скоро во вредност колку што се нашите планирани капитални инвестиции. И кога ќе потфрлиме во реализацијата на капиталните инвестиции, го задржуваме истиот буџетски дефицит, односно задолжувањата за него, и тоа е таа штета што си ја правиме камче по камче, кога зидаме на крајот, сваќаме дека од година во година само каматниот долг станува сериозен фискален притисок. Тоа е тоа за кое што мислам дека во ова исто студио зборувавме пред околу 5 месеци, дека сметката за буџетската сервисирање на буџетот кога тогаш ќе дојде. Затоа што едно е вие да се задолжувате наменски за конкретни проекти, кои што претходно ги знаете па се задолжувате, затоа што некој ви потврдил стручњак дека има економска исплатливост, има еколошка дозвола тоа да се прави, а од друга страна да сватите дека реализацијата на тоа што е кажано дека е капитално, односно капитална инвестиција, да видите дека кога ги гледате бројките во буџетот, дека реализацијата на истите тие кои што се пласирани како капитални инвестиции на вистина мала. Тоа што е исто така загрижувачки е нешто што на почетокот го споменавте, а тоа е една многу операција која што почнавме многу често да ја употребуваме како систем. Тоа е пренамена. Во очи Божи, во очи крајот на годината, ние не правиме ребаланс затоа што на законот не ни дозволува да правиме ребаланс и правиме пренамена. Пренамената е механизам на буџетот за да може да се снајде во безизлезна ситуација. Но не и во ситуација да вие испланирате во буџет 75 милиони евра за реализација до крајот на годината, а завршната сметка да кажува дека вие сте изреализирале 21 милион денари за истата таа намена која што со ребаланс сте дали дополнителни средства, односно сте отвориле нова програма. Што сакам да кажам? Ова е политички проблем, ама и... Ова има врска со парите за општините од унгарскиот кредит. Така. Тоа се
Тоа се тие со завршната сметка беше јасно за 24-та дека е потрошен само 21 милион денари, што е плаќање по реализација. Таков беше договорот. Рамката на подпишаните договори е 72 милиони. Ние одживеавме буквална кампања дека плюс уште 250 милиони им се даваат, а во суштина во буџетот беа запишани само 90 милиони. Реализацијата заклучно со 15 октомври. Со 15 октомври е 30 милиони евра. Сега повторно ќе кажеме, значи тоа е уште програмата од 24-та година, да. Деломно, но тука треба повторно да кажеме, нели, оние сите дисклеймери што ги даваме, ете, не се завршени проектите, се плаќа по реализација. Да, тука немаме дилема, ама од друга страна, многу е важно да видиме како ќе завршат овие проекти и како ќе завршиме годината. Нешто што сакав да кажам е дека ние со ваквите операции не само што носиме политички одлуки, ние го рушиме и системот. А ако го срушиме системот, ќе нема кој да не штити кога навистина ќе дојде криза. Затоа што ако немаме систем, ние нема да можеме нити да се справиме со помали или поголеми шокови, нити па да се одржиме на подолг рок, а камоли да конвергираме кон Европска унија, односно да се приближуваме кон тековите. Не зборуваме само за земјите од Западна Европа, зборуваме да се споредуваме со нашите соседи кои што се веќе членки на Европската унија. И затоа е загрижувачки ако политиката за управувањето со јавните финансии ја диктираме, односно ја водиме чисто политички, а не економски. И затоа математиката и операциите во јавните финансии се навидум вака едноставна равенка. Приходи, расходи, дефицит. Така? Ако вие создавате дефицит, а при тоа не правите ништо структурно за да ја подобрите приходната страна, вие немате друг излез освен да се задолжувате. И сега, задолжувањето кое што нам не чека во следниот период ќе биде значајно. И како ќе има влијание и на јавниот долг и на целокупната фискална политика која што оваа влада и сите идни влади ќе треба да имаат предвид, затоа што сметката која што ќе ја направи оваа влада ќе ја плаќа некоја истата или некоја друга влада за 5, 8, 7 години во зависност од рочноста на задолжувањето која што ќе биде подигнато. Извини. За секунда ти ја земам улога. Мора да те прашам едно прашање. Ти си помлад. Ја овие исти зборови, истиот контекст не по зборови, ги зборам 20 години. И еден куп моја генерација економисти. Никако да тргнеме на подобро. Ти си помлада генерација. Имаш некој предлог како оваа држава да почне да го прави тоа што го предлагаш, а не ова што го прави? Пошто истиот контекст ме веќе 20 години. Бидејќи сум бил во систем, јас верувам во систем. Јас верувам дека ние треба конечно да сватиме во оваа држава дека нам не треба систем. Нас не ни требаат политичари кои што само ќе се семенуваат на функции, нас ни треба некој кој што ќе штити оваа држава. Затоа што сме свесни дека во изминативе 30 години ние по се изгледа не сме имале политичари кои што ја штитат нашата држава од внатре, па и од надвор. Значи, можеби некогаш по амбициозно ги гледаме надворешните битки и даваме аплауз на некои битки кои што сме ги извоиле надвор, ама забораваме дека ги губиме битките со самите себе. Особено па во контекст на тоа дека губиме население. Нашето население старе, ние не знаеме ни дали сме толку колку што кажавме дека сме по попис. Така што спомнувајќи во најавата за чиј е денот што денеска го славиме, веројатно идејата за таква саможртва на крајот не била дека после 130 години ќе сведочите на ситуација во која во истражувањето 75% од незината младост не би сакала да остане во неа. Дека добар дел од другите параметри покажуваат дека нешто што треба да го добиеме со памет, потфрламе сериозно и дека на денот кога се сеќаваме на револуционерите мора да си признаеме дека нешто со нашата памет и општествен договор го загубило својот приоритет. Професоре, ако истите зборови, како што велите, 20 години ги користите во смисла на предупредување, тогаш некој ќе рече: ама погрешен ви е алармот. Еве живееме сите овие години, горе-долу тука некаде добро е и некако треба, ви ги знаеме, фразите треба да го пренебрегнеме вашиот одговор. Дали всушност
Ништо не научивме од кризата 2020 година. Тоа е ситуација кога екстерен шок ве разоткрива дека вие апсолутно немате бафери, капацитети, дека се е пренабрегнато во фискалните политики и дека таа опасност или тоа што го доживеавме 2020 година нас не донесе во ситуација дека дури мислам третиот квартал 23 година ние успеавме да се вратиме на состојбата од 2019 година во смисла на нашиот да се извлечеме од падот на бруто домашниот производ. Зошто тие лекции кои чинеа скапо и во смисла на задолжување, сега ова еврообврзница што стигнува во јануари е сметката од 2020 година, земавме уште и многу други пари тогаш, не поучува дека ако не сме пристојни во управувањето со тоа што го добиваме, во неговата намена, во јасните одредувања што е квалитетот на кој што ние треба да работиме, го знам вашиот одговор. Образование и здравство и ништо друго не е наша компаративна. И ќе го повторам уште 3 пати, 5 пати, колку треба. Но како сега да дојдеме до превртување на приоритетите во таа корпа што се нарекува што е капитално, ако се уште тие мислат дека во перцепцијата добиваат кога ќе речат брза пруга до Солун, до Халкидики ќе стигнувате за не знам тоа што таа не е исплатлива и што тоа што ќе стигнувате до Халкидики многу пократко ќе значи всушност дека дома ќе плаќате и повеќе персонален данок и многу други, затоа што од некаде парите мора да се најде да се враќаат, не е приказна што сакаме да ја завршиме. Како да го направиме тој пресврт околу добрите математики? Оливера, искрено не знам како да го направим. Прво, точно е дека 20 години ги збориме овие работи и вие рекоте, луѓето викаат, добро, 20 години зборите, еве, ништо не се променува, ајде тргнете се од стената. Меѓутоа, ние забораваме една работа, да се почнавме ние поинаку да работиме пред 20 или 30 години во економска смисла во државата, денес ќе бевме секој од нас во просек, не двојно побогат, ама барем 60-70% побогат. Од тоа што го има секој човек дома, нека се замисли. Ова што го имам плюс 60-70%, некој може и многу повеќе. Така што тоа е цената што не сме се слушале до сега. Односно не сме сакале да послушаме некој што ни рекол како треба. Како сега? И второто прашање беше уствари зашто ние не ја учиме лекцијата. Не учиме лекцијата затоа што очигледно во ова денешно време информациите се толку брзи да луѓето не памтат ништо што е подолгорочно. Во секој момент она што е актуелна информација е побитна него сите останати. И тие се менуваат толку брзо да луѓето забораваат на целината. А тоа политичките партии умеат многу убаво да го користат. И гледате, во оваа кампања се виде. Таква беше кампањата да се што не чинеше претходно, луѓето го забораваа и кочани. Требаше сета, да бе, имаше нешто таму. Затоа што кампањава го збриша. А тоа е целта не на кампања. Ама целта е на ние да ме отпорност. Чекај малце со таа кампања, не ми приче нови работи, знам што си направил до сега, сум те видел. Така што, како сега ќе отмениме ова што го велите вие, мене не ми е јасно. Ја прво мислев дека тоа може, че политичарите со апели ќе станат послушни и ќе послушаат. Ништо од тоа. Мислев дека може да го граѓански сектор ќе може да го тоа покрене бидејќи ќе биде независна мисла и така натаму. Никаков ефект. Мислев дека странците ќе влијат, они си имаат своји приоритети. Они влијаат, можат на што сакат да повлијаат кај нас, ама си имаат своји приоритети. Дали сме се ние развили или не, многу не им е гајле. Да го слушнат ова револуционерите за кои што зборувавме во најавата, мислам дека ќе се превртуваат во гроб. Ако веќе не си превртувате без да го слушаш, затоа што ова е толку многу лошо, ти после 130 години кај викаме ќе не фатело епидемија од глувци. Са мало. Стварно дека до таму додовме? И не ќе се послушаме, не ќе. И од понеделник, или од кога ќе биде после изборите, од нова година, повторно истото. И пак ќе го повторам уште еднаш, ние треба образование, најмногу да најкапитален проект на ова држава е образование, а не брза пруга. Најавите за така нареченото ново доба, со додавка за пресметка со длабоката држава, ја разбирам таа обсесија на ВМРО со длабоките држави, но најавата за ресет на системот ми е целосно нејасна, оти пред година и пол се избрани за од првиот ден да го прават ресетот на системот, не да чекаат да завршат локални избори, не е во нивни раце одлуката кога тоа ќе го прават. Особено затоа што потпишале документи за кои ќе добиваат пари, во кои се обврзале за некаква динамика.
Виктор, јасно е за обичните луѓе дека немаат потреба да имаат и интерес да се занимаваат на тој начин со прашања дека владите не носат пари. Владите создаваат добар екосистем околу економијата, за да може таа паметно да инвестира, да ги проценува ризиците и да знае да излече максимум од тоа. И за работниците, и за себе, и за новите инвестиции. Се во овој триаголик, како последица од периодот на кризата, не знам колку беа, 10 пакети, најизузги следниот новиот пакет владата спрема, остана како ехо, ми се чини, во ушите на коморите, и се што ќе чуеме од тие средби е буквално директната таа споил врска во која владата требала одново да даде свежи пари, ефтини пари за стопанството. Дали е тоа линијата која што разоткрива дека ова што го зборува професор Узунов, невладини организации, универзитетски професори, тоа е толку една маргина во оваа расправа, ако оваа врска функционира на овој принцип? Токму тоа е болката во целиот систем. Еве, ако веќе почнеме да зборуваме за што кажуваат бројките од истражувањето кое што Змајк правеше заедно со Виенскиот институт и Think Europe, токму ова за кое што зборуваме е сршта на тоа што го кажуваат бројките, како што кажав. Што значи тоа? Ние сме во моментов, ако економски се гледаме, од прилика 65 над 50 години далеку од европскиот просек во 8 клучни области кои што треба да донесат позитивен ефект за сите граѓани. Односно, во моментов сме на 60% од европскиот просек. Сега за да им биде на граѓаните јасно што значи ова значи дека ние особено во областите образование, животна средина, не само што не се доближуваме, туку и во изминативе 5 години ако го земеме просекот, ние се оддалечуваме. И сега најважниот елемент од цела оваа работа е колку ние како општество, колку ние како економија произведуваме по глава на жител или каква е таа вредност која што ја имаме дали како производ, дали како услуга. Во моментов ние сме на 38, близу 40% од европскиот просек. Тоа значи дека бруто домашниот производ изразен по глава на жител во куповна моќ, значи не го гледаме само апсолутниот БДП по глава на жител, ние сме далеку од прилика околу 60 години. И сега како можеме тоа да го ставиме во контекст на овие барања? Првиот и основен начин, секогаш и секаде се кажувало дека треба да ја зголемиме продуктивноста. И несомнено треба да ја зголемиме продуктивноста. Ама од друга страна, гледаме и дека, бројките покажуваат, дека нашиот работник создава производ кој што е 50% од европскиот просек, а е платен 30% од европскиот просек. Тоа значи дека, ако ги споредиме, не можеме да кажеме дека по дефолт тие се помалку платени, ама гледаме дека имаме поголем простор каде што треба да ги платиме соодветно нашите работници, кои што прочем и ги почнуваме и да ги немаме се повеќе и повеќе во системот и на пазарот на труд, а дополнително гледаме дека продуктивноста сепак е подобра од платата која што тие ја добиваат. Сега, ако можам една работа да кажам, во која што сме добри и која што треба да ни биде водилката и понатаму во процесот, затоа што таа може да им даде и кочница и импулс на многу други процеси. Во дигитализацијата сме најблиску до една од областите каде што сме најблиску до Европската унија. Ама единствениот фактор во тие фактори кои што се мерени, кои што назадуваат, се услугите на владата. Што значи дека ние имаме приватен сектор кој што за многу кратко време се прилагодил, па дури и во делот на создадена вредност во IT секторот, ние сме веќе колку Европската унија, а имаме јавен сектор кој што каска во тој процес. Зошто дигитализацијата може да биде решение за дел од овие кочници или процеси кои што ни се застанати? Затоа што ако имаме дигитален трак, нема да може така лесно да се манипулира и дел од процесите нема да зависат од човечка волја или фактор. Но морам тука да нагласам, еве да не биде дека граѓанскиот сектор не е гласен, навистина е поразувачки
да зборуваме во 2025 година за менување на закон за пристап до податоци, каде што било кој граѓанин за да користи податоци кои што се јавно достапни и се државни, негови се, не се на државата, не се на институциите, негови се на граѓанинот се, да бара дозвола за нивно користење. Професор Узунов, морам една реченица само да објаснам ово Виктор што го кажа за граѓаните. Мислам дека многу јасно кажа, ама ние често слушаме теза во јавноста и тоа ја изнесуваат и некои вака луѓе што се стварно не дека не се експерти и се економисти. Прво продуктивност, после плати. И тоа ја го трга вниманието на еден колосек, работете повеќе, продуктивно работете повеќе, произведувате повеќе, па ќе добиете повисока плата. Обратно кажано, повисоките плати би биле пречка за развојот на продуктивноста. Тоа е така злонамерна, а и погрешна теза, тотално погрешна теза. Ова што го кажува Викторија, значи продуктивноста споредена на просечен работник на Македонија, визави ЕУ просек. 50% од тоа е продуктивноста, 30% се платите. Тоа не значи сега дека не треба да расте продуктивноста, но не значи дека не треба да растат и платите. И ако не растат платите, особено за некои видови квалификации работни места, нема ни да расте продуктивноста. Пошто продуктивноста зависи од неколку работи. Квалитетна работна сила, добри скилс, вештини, добра нова технологија, не застарена технологија купуваат. Second hand опрема да се купува и добро раководење со фирмите. Ги имаш трите, ама не само платите. Сите три, ќе расте све. А пред се ово екосистем и реформи на државата. Извини, ја морам дупањава како некада. Добро, како се вели, еве овде како е правилото, прво продуктивност, прво покажете се, па потоа нема проблем, ќе видиме заплатите. Што се однесува до правосудниот систем, премиерот ги врзува за варијабла која иде објасни, вели, ајде поправете прво перцепцијата дека имате само 2% доверба, па потоа ќе разговараме за посилен судски буџет и подобри плати, што е еднакво исто така сега прашањето, што е прво, што е поважно или на крајот на краиштата што се твои законски обврски за кои сте се обврзале. Да речеме, има мали ситни детали кои кога ќе ги превземете како обврска, значи дека некаде сте препознале дека ќе го менуваат тој екосистем. За малите и средни предпријатија во планот за раст, кој што требаше да биде награден со различни рати, да речеме на Министерството за економија, некаде и, како се вели, во некаков пол и на други, им припаѓа обврската, да речеме, да променат 28 парафискални давачки, со што битно би им помогнале на помалите и средни предпријатија да променат гарантната кредитна шема, да видат дали можат тие да аплицираат за алокација на средства, со тоа што ќе гарантираат со нематеријални средства, односно имаат нешто друго да заложат за да можат да земат свежи пари. И рокот беше јуни оваа година. Не само што до јуни ништо не се случи, тоа се прилично технички измени во законите, кои покажуваат дека освен оваа големата приказна ке направиме ресет на системот, системот се менува со секој ден промени на некакви обврски кои што се ги превзел. Дали ова може да биде добар индикатор дека се тоа е надвор од приоритетите и перцепцијата како да се движиме во еден процес. А евентуалното европско преговарање се токму такви мали ситни чекори. Тие што го поминаа скринингот точно знаат на кој начин би требало да се движат низ приказната. Точно така, и ја така го толкувам, дека владава сите овие обврски што и самата ги презема према меѓународна заедница, као што и со планот за раст. Не се приоритет. Сигурно не прв приоритет. Туку негде таму ќе видиме, сега тера таа работа, си има свој некој план. Своја некоја цел што сака да постави. Која и како ќе видиме на крај, бидејќи ја нешто не гледам дека е многу транспарентно тоа да каже каде сака да стигне владава. Ја не чув влада, премиер или било кој да каже ние сакаме после 4 години Македонија да биде ваква и ваква. Не. Ние ќе бидеме најдобри, у тоа нема што да сомневате, ние сме најдобри, све за вас работиме, другото све нечи. Ја не знам што мислат они со Македонија. Ќе се приближи до членство до ЕУ или не? Зашто Албанија си рече 2030 сакам да станам членка на ЕУ. Многу јасна цел. Дали ќе успее ќе видиме, неки ме сусреќа. Неки ме сусреќа. Ама ние не знаеме дали и 2300-та ќе стигнеме. Ова зашто сега се обидуваме да зборуваме, не е греб само на оваа влада. Не е само на оваа влада. Ние во континуитет генеричкиот поинт влада, а не на оваа влада. Али оваа влада не помалку.
Зашто она ќе рече, да, такви беа другите, ја не сум таков. Иста е. Нешто ми се чини како генетско модифицирано ткиво кое само гледа да убоде 2-3 големи приказни, како што велите вие, Виктор, да доаѓаат од надвор, да ги славиме како успеси, а ова калибрирање дома, овие чекори, важни, мали, ми се чини дека можеби ги видовме, еве ќе бидам честна, во тој мандат 2006-2008. Нас не изгледаше помалку смешно, но тоа беа мали, ситни чекори, додека не дојде лудоста на големата моќ на 61 пратеник во собранието и потоа се промени. Ја имам малку една друга теза, мислам Дали ви е ризична сликата во која големата концентрација во една политичка куќа, од овој мандат за кој што подсетувам беше 45 пратеници на ВМРО-ДПМН. Против тежата на стравот прави друг однос кон компетенциите. Дека за Македонија беа трагични големите мандати, без оглед дали ги имаше СДСМ или ги имаше ВМРО. И дека тоа е намера само да се управуваат перцепциите. Да. Точно така. И во ова студио го имам еднаш или два пати кажано, може и повеќе пати. Ја најмногу стрепам кој ќе видам дека некоја влада, политичка партија, освоила не само мнозинство, високо мнозинство на парламентарни избори, туку како што имаме сега ситуација комплетно до куќен совет во зграда со 4 стана власт. И председател, и собрание, и извршна власт, и монетарна власт, и локална власт, и ја не знам што. Ако има уште нека власт. Регулаторни тела, све е под нејзина контрола. Тоа е најопасната работа. Прво, за самата власт, она стигнала до зенит. Кај ќе иде понатаму? Не може да осваја власт од други држави. Ова е добра, ме изумувате дека СДСМ се консолидирал. Изумувам. Стигнала до врв, од сега ќе почне да паѓа. Нема каде да иде понатаму. Мислам, ако малку од малку знае човек логика, ќе свати дека кога кривата ќе стигне до врв, потоа иде надоле, бидејќи е синусоида. Ќе проба да се, српски се вика копрца, да го продолжи тоа паѓањето. И тоа ќе почне да врие. Правејќи го тоа, ќе се создаде своји непријатели и уште побрзо ќе паѓа после. Ама пак е неќе да признае, опозицијата можеби ќе се консолидира, па ќе почне да прави проблеми и ние понатаму ќе живееме во тој политички калабалак. Секој ќе се снаоѓа како што може да се снаоѓа, како граѓанин или како семејство. Економијата нема да се реформира и младите ќе бегаат ако може да побегнат и дека им е со среќа. Убаво да си погледаат кај што отидат, а ние ќе си живееме тука и... Со Виктор разменив безброј линкови во обид да се подготвам за емисија. Виктор има линкови. И нешто малку, како се вели, сликата да ми се подобри за нештата и во терминологијата, барем да бидам точна. Сеќавам дека кога разговаравме во телевизиско студио, двајцата ги изразивте сите скепси дека не ве интересира силината на најавата, 2 милиарди брза пруга, факултет, 2 болници, не 3 едната реконструкција, дека се обраќаме до кредитори, тие имаат интерес тоа да го финансираат. И знам дека вашите прашања беа, чекате. Прво, дали е тоа нашиот прв приоритет? Второ, како сме пресметале дека толку ќе не чини? Трето, има ли некаде да видиме физибилити студија која мора да биде јавна, достапна, со сите нишани да ја поразговараат? Има ли некаква студија која покажува влијание на животна средина, зашто кои се обраќате на Светска банка, Европска банка за обнова и развој, некои од меѓународните кредитори имаат јасна регулатива дека доколку тоа го нема, тие секако нема да се јават, а тие се на списокот на повиканите да се јават за кредитирањето на брзата пруга. Не само на брзата пруга. Значи, ние го кажав, мислам дека и во некоја друга прилика, Струга Ќафасан е проект кој што ни го вратија и се обезбеди финансирање. Студијата покажа дека се навлегува во заштитено подрачје и дека тој автопат не може, тоа поврзување не може да се гради. Па ги пренаменивме како систем тие пари за регионални патишта. Луково поле отпадна поради интервенциите на фронт 24, токму за тоа дека нема студија за влијанието на животната средина, што би рекле овдека, за еден рис упропастија златна инвестиција. Тоа е таа наша замена кога се однесуваме на вистина само како дигестивен тубус. Дали ви е индикативно дека
Може да чарите во перцепција, може да раскажувате милиарди брзи пруги, како ќе стигнуваме до Халкидики, колку ќе заработуваме на транспорт, а при тоа сте малку потенки во образложението колку тоа за враќање ќе значи реално. Дека на крајот и премиерот и министерот не велате, па видете треба уствари за физибилити студија 270 дена, тие некако сега почнуваат да течат, а претходните најави беа дека ќе видиме оператива до крајот на годината, ако не до крајот на годината, на почетокот на следната година веќе на терен. Како сега ги спојувате почетните вести во кои требаше да се заработи аплауз и ова сега што се случува? Значи, сметката порано или подоцна ќе дојде. Легитимно е да политички да се обраќате кон гласачите, кон гласачкото тело, кон граѓаните, да собирате политички поени, а времето ќе покаже дали тоа што сте го ветиле навистина можете да го остварите. Тоа што нам животната средина не ни е важен фактор кога зборуваме за овие работи, зборува и за тоа каде сме кога се споредуваме со било кој. Животната средина и образованието ни се двете области во кои што назадуваме, се оддалечуваме од Европската унија. Знаете што значи тоа? Немаме ни напредок. Во последниве 5 години ние не сме постигнувале ни напредок. А двете се скапи приказни. А двете се прво скапи приказни, второ долгорочни, трето имаат индиректно влијание на се останато. Ако вие имате нездраво население, смртноста од загадување ние на 24% од европскиот просек. Значи, полоши сме од Европа и ќе ни требаат 100 години за да стигнеме до просекот. А која е причината? Ние како економија, како општество, трошиме многу повеќе струја за да произведеме една единица производ и згора на тоа, и кога внимаваме каква струја користиме, каков енергенс користиме, значи не користиме да речеме мазут или нешто кое што многу загадува, користиме струја, ние повторно загадуваме затоа што струјата ја произведуваме со јаглен. Нешто што има исто така голема емисија. И бројките го кажуваат тоа. Добро. Дека ако во држава во која гори едно од најголемите, како се вели, депонии, министерот за здравство ќе ви каже: ма да, смрди, не мириса добро, ама толку, не е опасно. Е лошиот почеток на било која дискусија за... Ако не го користиме отпадот за да создадеме крајен производ, а бројката покажува дека сме на 42%, значи ни половина немаме постигнато тоа колку обработуваме, колку користиме од отпадот за да создадеме нешто дополнително, нам ќе ни требаат 45-50 години за да стигнеме до некој европски просек. Ако тоа не го правите, ќе ви горат депониите. Ако имате отворени депонии, ако имате депонии во кои што не се селектира отпадот, па го префрлате тоа дека немало граѓанска свест за тоа да се случи, е навистина неодговорно да се пласира како приказна во јавност, затоа што знаете што, и кога го гледаме извештаев, првата перцепција, првиот впечаток е дека ова е страшна црна приказна. Не, јас мислам напротив, овие бројки треба да не освестат, да ни кажат каде треба да се фокусираме. Затоа што ако ништо не направиме, можеби нема да имаме држава за неколку декади, за која ќе треба да зборуваме или да славиме празник кој што ни ја донел независноста на оваа држава. Така што, ако треба ова да биде аларм, дајте да го исклучиме и да почнеме да работиме како повторно да не ни се појави тој ист аларм. Само една работа ти кажам. Пред повеќе од 20 години, али 20 ќе ја крстам, во еден труд, ја јасно кажав, многу јасно ми кажам, Македонија реално би станала членка на Европската унија за 40 години. Од тогаш. И тоа знам дека на тоа вака ме погледна ако ама не какви 40 години што збориш глупост. Тоа ќе биде многу побрзо. Што си ти песимист. 20 години покасно. Од тој период ја што го преди 40 е пројден. Ти ми викаш дека сега касниме уште 60, не 40, 60 за некои работи, така? Па ја уште сум бил оптимист тогаш. Не, сакам да кажам, не идеме напред. Стоиме во место и тоа луѓето го знаат. Само не знам кој ќе толерира. Пауза за реклами. Професор Узунов го
знам вашиот став и ако некој ќе рече, ма не може сериозен професор да биде исклучив, мора да ги одржуваме и коридорите, мора и во таа приказна да го живееме новото време, нашата привилегија дека се наоѓаме на некаков крстопат, 8 и 10 мора да бидат прашња за кои не велиме колку чини. Но во околности кога не сме добри, со математиките внатре за другото што треба да чини, а велиме тоа нека почека, како што се обврските во образованието пред се, па и обврските во здравството, во кое сме постојано во некаква мртва трка, нас ни одат луѓето кои што всушност треба да го одржуваат без системот, па станува прашањето зошто ги градиме болниците кога не сме сигурни кој ќе може да работи во нив. И тоа е како што вие велите. Овдека е трчај за да за да стоиш во место. За да стоиш во место, а брзо трчај, спринт, за да можеш да се чувствуваш дека можеш да се движиш. Спакувани многу приказни за милиони. Отсликуваат дека нивото за реализација тоа не е прашање на владата. Ги даде парите, не направи приоритети, не рече јас ги давам парите, парите се на граѓаните, па нека е тоа унгарски кредит, сите ќе го враќаме. Ке мапираме што е најважното, ќе биде придонес за локалната самоуправа, но нема да ви ги дадам парите да гребете асфалт. А всушност тоа се случува. И дури за таков потенцијал за изведување реализацијата, еве кажува Виктор, колку многу е скромна. Дали е сосема легитимно да речеме добро, ако потенцијалот за изведување на ваква проба на мало би се рекло, е ваква, што очекувате кога ни велите дека 2 милиарди бизнис ќе значи можност за 70% домашни контрактори кога тие реално ниту имаат потенцијал, ниту ги има да пристапат во реализација. Нели е тоа добар почеток на разговорот дека ова по формулата која ви ја раскажуваме не оди? Тоа е добар почеток, меѓутоа целата приказка оди малце поназад и од ова. Очигледно владиве и оваа, како и други влади во Македонија, си имаат некои своји... Да, претходната се прослави со Бехтел и Енка, исто така. Ама истиот проект се продолжи и се? Така. Не е дека не се продолжи. А што да го раскине? Значи, ја не викам дека да не се градат коридори и патишта. Меѓутоа, ќе повторам ставот, затоа што стварно е факт. Не е најкапиталната инвестиција на Македонија и не е единствената инвестиција со која што оваа држава треба да гради каков таков БДП. Простете, сега што ви интервенирам само. Да. Кога вие зборувате која е логиката уште еден колосек за патен сообраќај, мислите на првата верзија дека тие ќе одат на истата траса, па веројатно нешто заштедуваме. Дали знаете дека е во опција повторно да се разгледува втората траса, тоа е, значи патниот колосек да биде издвоен од овој железничкиот и тој да сафаќа нова траса која оди преку Свети Николе, за кој Виктор би кревал коса на глава, затоа што тоа значи многу аспекти кои што треба да ги проверите, не само животна средина. Не, како ќе влијаете на бизнисот таму? Приказни за мали деца се сите тие инвестиции. Тие инвестиции нема да биднат и на крајот на кришата стварно е голямо прашање дали се исплатливи. Два пати од почетокот на овој месец патував 2 викенда, претходните 2 викенда до Охрид и сам возев. Не да немав потреба од автопат. Нема потреба да и од овој пат. Толку е празно по патиштата. Да се исплашиш ако ти зарасипе колата, нема кој ти помогне. Никој не проаѓа. Скоро никој не проаѓа. Можеш со полузатворени очи да возиш. И ние сега градиме автопат како најпаметната инвестиција во Македонија. А децата во школа не учат ништо. Како беше од Светска банка податокот, просечно дете во Македонија после 14 години школа кога учело само 7. Така некако беше. Отприлики. Да. И тоа не е проблем, а автопат што не ни треба до Охрид, тој ќе ни биде прв приоритет и тука ќе базираме нашиот економски развој и порастот на БДП. Зашто се лажеме? Очигледно, владиве не може да се зафатат со проблемот на реформа на образованието, бидејќи е страшно тешка реформа. Ама не збориме за реформа за образование. Прво да почнеме со високо образование, прво да почнеме со предучилишно образование, па со основно образование, па со средно образование. Тоа е страшно тешка реформа. Зафаќа го секој семејство, илјадници
наставници, учители и така натаму, инфраструктура, многу голем проблем е. И владите викат, седи мирен, вака, еден договор Бехтеленка, копа и потраса, нешто ќе извадиме, инвестиции нема да има, нешто ќе направиме, мандатот ќе ни пројде, важно ние убаво си живеевме. Добро, еден почеток да речеме на Мила Царовска, значеше побрзо отказ од незината политичка фамилија, отколку намера да се разговара за проектот, да се бара компромиси, тоа и како полупроизвод остана, сега и сегашната министерка живее во рамките. Не е веќе полупроизвод. Јас можам да кажам дека тоа е единствениот производ кој што преживеа тројца министри, конечно гледаме дел од реализација. Не, сакам да кажам, јас знам полемиката во собрание на сегашната министерка во својство на член на комисијата за образование и сегашната позиција каде што скоро ништо тоа не се негира, него сакам да кажам дека проектот кој што тргна не беше конечната верзија. Требаше да се надградуваат уште многу други аспекти, а не да биде нападнат и расчленат на начин на кој што беше да се упропасти целата приказна, првенствено во политичката фамилија на Царовска. Така е, ама каде што велиш, ако губам од ова, се откажувам од министерот. Се враќам на првата моја теза. Значи, една од причините зошто тој проект во моментов се реализира е затоа што во министерството конечно се даде малце поодврзани раце на системот, на луѓе во системот да бидат тие кои што ќе ги водат дел од тие реформи, затоа што тие биле 20 години соочени со секојдневните проблеми. Денеска им е дадена можност тие да бидат тие кои што ќе ги водат овие процеси и ако треба да се вратиме на дискусијата за планот за раст, еве една светла точка, имаме неколку работи завршени во областа на образованието. Зошто? Затоа што имало политичка волја кај актуелен министер да работи на некакви реформи кои што треба да го сменат системот. И сега, меѓу другото и во истражувањето гледавме и за здравството. Здравството, како едно изненадување за сите нас, делува дека е најблиску до Европската Унија. И сега почнуваме да ги отвораме во општеството, ги гледав и написите во медиумите и реакциите на извештајот, како тоа нашето здравство кое што се распаѓа е најблиску до Европската Унија. И па некој изградил здравство кое што ние можеби и системски сакаме да го срушиме. Ние по глава на жител имаме доволно капацитети за да ги обслужиме сите, но не знаеме како да ги распоредиме за секој да биде покриен. Од друга страна, почнуваме да губиме, сериозно да губиме и да дивергираме, односно да се оддалечуваме од просеците, доктори. Значи ние ќе останеме да имаме систем во кој што ќе имаме доволно кревети, а нема да имаме доволно доктори. Значи ние имаме системски проблем каде што држиме доктори во систем на договор на дело, не само доктори, медицински персонал кој што треба да поддржи работата на докторите. Со години, секоја година им ги обновуваме договорите во декември месец, не баре се на лицитација кој може или не може да работи во јавен сектор. Значи, како пак ќе се вратам на мојата почетна дискусија. Ако ние го урнисаме системот, ние нема да стигнеме до таму каде што сакаме да стигнеме. Зошто го кажав здравството? Пред 10 години Македонија беше лидер во светот по смртност на доенчиња. Немаше земја која што имаше поголема смртност на доенчиња од Македонија. Тоа беше поразително. Многу малце се зборуваше во општеството за тоа, а тоа беше страшна бројка. Денеска, тоа е една од причините зошто во здравството, според нашите критериуми, сме напред. Затоа што успеавме системски да го решиме. Сега веќе смртноста на доенчињата не е проблем затоа што најдовме како тоа да го правиме. И тоа почна и тргна од политичка волја. Не тргна од некој дојде од страна и ни кажа како да го направиме системот. Во тој процес имаше и поддршка од странство. Ама иницијативата и главната работа ја понесе системот. Па сега ако тоа ни е пример како можеме за 10 години од најдалеку да го стигнеме просекот, тогаш ајде да следиме такви примери и да одиме напред како општество. Затоа што во спротивно само ќе зборуваме колку сме лоши или колку некој нешто ни прави лошо, нас или некој друг ни зборува за тоа. Бугарија и Романија многу добро си ја завршија домашната задача. Професорот Тевдовски на промоцијата на извештајот како панелист каже еден многу добар пример. Вели, кога сме почнувале, кога се влегле во Европската Унија, Бугарија и Романија имале горе-доле не сме имале иста, ама сме биле малку зад нив во доходот кој што сме го постигнувале. Денеска тие се на 66, односно 78% од европскиот просек,
И се уште користат кохезиски фондови, затоа што формулата е до 90%. Така, а ние сме застанати на 42%. И сега тој даде еден пример. Вели, ако растевме како што растат во просек Бугарија и Романија, ние денеска сите ќе бевме за 1/4 побогати, односно нашата економија ќе создаваше 25% повеќе од тоа што го создава како вредност. Епа тоа е приказната за Европската унија која што треба да ја зборуваме. Ние денеска како општество добиваме од Европската унија 0,8% во просек од БДП. Земите членки кога влегуваат и пристапуваат, правевме анализа за поновите земји членки во последниве 10 години, добиваат од прилика 2,4, 3 пати повеќе од тоа што ние го добиваме. И па сега замислете каква ќе биде нашата приказна ако имаме ветер во грб од некој кој што ни дава, збориме пари, фондови, не зборуваме кредити. Ние денеска зборуваме за план за раст во кој што мал дел се грантови, односно буџетска поддршка. Остатокот повторно се кредити. Проекти кои што меѓу другото рековме дека ќе ги финансираме и со други извори, не со изворите кои што Европската унија ни ги нуди во рамки на планот за раст, затоа што веруваме дека ќе најдеме по некои од обврските не стигнуваме дури и реформите што треба да ги прави за и двете работи, така и парите, така. Нашата никаква замена на тоа ЕУ или европско, кога ќе симнеме на нивото на приказната за парите, ние заменуваме и велиме па добро ќе земеме од Орбан и тоа е нели ЕУ. Има една епизода, премиерот најавуваше дека ќе следи уште една програма, уште еден заем, објаснуваше некаква европска земја што почнува на буквата, овој смислов на буквата, бидејќи беше јасно која е земјата. Нови 500 милиони, тие требаше да стигнат некаде до средината на оваа година или да помине постапката овдека за задолжување. Мислам дека беше повторно во прашање Будимпешта. И сега другата страна крена рачна во приказната. Сакам да речам дека не е сосема добро ни да се кладите секогаш само на Орбанот и таму од различни контексти можат да секнат парите, да речеме на Фидес нема оди баш најдобро на пролеце првите избори и таму. Така не може да бидете толку издашен кон пријателите. Како да се собереме во однос на ова расположливото што го имаме? Тоа не е мал ресурс, ние зборуваме сега за делот за јавните пари. Да бидеме поодговорни повеќе на со обврските. Да успееме да препознаваме лагата, лицемерието. Оти 4 години блокирате проект Бас Рапид Транспорт за Скопје. Кредитот е земен, плаќате камати, политичката опција која рекла не, тој договор не ни интересира, за 4 години го променила ставот и вели ова ќе го работиме со известни модификации, затоа што нема смисла да плаќаме камати. А каматите ги плаќаме само затоа што кога дошле на власт го одрекле проектот и сега поминало ќе излезе некоја Данело таа приказ и велат сега тоа е во ред. Како да им го објасниме на луѓето колку е цената на помеѓу, додека се размислувало дали да се одбие прифати проектот, не е само тој. Плаќаме, како се вели, камати за многу превземени обврски, а понатаму никаква одговорност по прашањето како тоа го фасилитираме и зошто на крајот можеме на ваков начин да одрекуваме проекти. Одговорноста би требало да биде политичка. Нема друга. Ние видовме дека пред нема недела дена завршија првиот круг избори. Видовме дека цената политичка не ја платија. И јас се спрашувам рационално, зашто би една влада, политичка партија на власт, правеше што не чини, на изборите доби. Уште и вика рекордно, не е рекордно, меѓутоа дека доби е недвосмислено. Зашто да не продолжи да го прави тоа? Зашто да не продолжи? Да ако промени нешто ќе испадне не многу паметно. Очигледно дека на граѓаните им е баш гајле, кое, дали нешто е погрешно, дали се они уградени некаде во некакви си јавни расходи. Да се ја најдам негде, тоа е некој национален спорт. Некој паушалче, некоја платичка, некој нешто да падне од негде, а друго ми е гајле. А сега, тоа очигледно станала, ние сме сите, или најголем број од граѓаните паднати во некоја ситуација на
баш ние гале за свет, дај неа да преживеам, да земеме нешто, ќе видиме што ќе биде, и оние други не беа поарни, и оние трети не би биле поарни. Самите имаме проблем. Очигледно треба, ако треба ресет, не треба ресет на судскиот систем само. Судскиот систем е наставен на него, пушти го да работи и ќе работи. Треба ресет на политичкиот систем. Не во смисла да го смениме од демократски, да го смениме од тие луѓе кои што ги зазеле позициите и никако не се тргаат и само се превртуваат едни за други толку време. Тој ресет ни треба. Ама тие што треба да ги ресетираме или вика ќе ги ресетираат сите други. И што очекувате поразлично да биде во Ливера? Правилна разлика, не сум оптимист како да ги оставеле судскиот систем сами. Искрено да ви кажам, мислам дека се оставени сами, ама дека од обратната страна се повиците зошто не оставате, што треба да направиме, а не дека по цел ден се под притисок. И затоа ќе му речеш, не, сега ќе си судиш. Земи си одговорноста да судиш, не враши како да пресудам. Ама тоа е истата приказна како оставете го бизнисот и синдикатите да ги договорат платите. Значи тоа е бегање од политичка одговорност, бегање од некој од позиција која што треба да биде таа која што треба да ги води процесите. Како почнавте? Кажавте владата треба да ги создаде условите и да ја направи редистрибуцијата. Така, ако владата не го прави тоа, Виктор, граѓаните не го бараат тоа од владата. Не чекаат граѓаните тоа од владата. Еве, владата не го прави тоа што го викаш ти и на избори добија пред 5 дена. Сега што правиме? Тоа е точно све што збориш ти. Граѓаните очекуваат од владата да ги создаде условите. Не ги создаде условите. Имавме избори, доби. Добро, граѓаните имаат разбирање дури за тоа што не го разбираат. Велат, сигурно има некои големи шифри што треба да ги разреши Христијан, убаво ја држи раката на градите, сигурно кај да ќе профункционира ова. И тоа е години на наследство. Тоа однесувањето надежда, Заев ќе донесе ова, овој ќе донесе она. И сега, како да ви кажам, имаат право малку и да бидат во некаков ментален екзил и да велат да го оградам тоа што мене ме интересира, ова другото и инаку реално не можам да влијам, што е нездрава клима за тоа за што вие зборувате од каде треба да тргне ресетот на приказната. Целата работа е апатија стигната, никој веќе не верува дека ќе има некој прогрес, младите сакаат да побегнат бидејќи не веруваат дека ќе има напредок оваа држава, а старите немаат кај да бегаат и викаат добро, како е, така е, дај некој паушалче, ние да поживееме убаво со врски нешто доктори да си фатиме. Од ова спас нема. Апатија е. Младите на последните избори мислам дека си го кажаа својот збор, така што се надам, јас верувам во младината и верувам дека тие ќе бидат новата сила која што ќе промени нешто, затоа што гледаме дека и во соседството промените почнуваат од младите. Јас се надам дека во моментот кога ќе ги видиме поактивни младите, тогаш ќе почне да се. На крај сме само буквално во една реченица ме прашуваат добро на тоа истражување да не испаднала Србија подобро од нас. Ние постојано си избираме мета со која се споредуваме. Буквално во една реченица. Никако, јас не би се споредувал со никого. Ние треба да се споредуваме со самите себе да бидеме задоволни со успехот, а да го критикуваме неуспехот. Каде е Србија денеска, не треба да ни биде тема на разговор кога зборуваме за градење на нашиот систем. Македонија треба конечно да почне да гради своја уникатна приказна и да биде пример, па некој друг да се праша каде е Македонија денеска, а каде сме ние. Не обратното. Некогаш бевме таков пример кога се нарекувавме оазата на мирот, ама еве и тој ресурс го потрошивме во погрешно време. Готови сме. Ова со млади мора да го поздравам. Моја генерација промаши да стане членка на ЕУ. Ајде вие млада генерација стане, направите Македонија членка на ЕУ. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Почитувани, ви благодарам што не следевте. Морав да внимавам на некои аспекти кои можат да личат на мешување во кампањата, не беше тоа баш едноставно, така да мислам дека бевме доволно на тие со парите и со приоритетите. Благодарам. Почитувани, останете на фреквенцијата на Телма телевизија. Пријатно.